Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Живееме подолго, но не има се помалку. Македонија 6-та година поред бележи негативен природен прираст и се помалку бракови. Лани се родиле околу 16.000 деца, починале над 20.000 лица, додека цели рурални средини се празнат. Бројот на новороденчиња паднал од 44.095 во 1960 година на 16.061 во 2024 година, а стапката на фертилитет е 1,44 под нивото за природна обнова. Бројките предупредуваат дали демографската криза е најголемиот тивок проблем и ќе реагираме ли на време? Има ли решение за демографската криза? Почитувани, ова е тоа за што ќе говориме денес со вас и верувам дека ќе бидете активни во огромен број, како и во секој едно издание на Црвена линија. За останатите кои што верувам за прв пат и ќе се вклучите во ова денешно издание, учеството е преку вртење на нашиот телефонски број 02 307 0005. И како во секој едно издание, задолжително ве замолувам целосно да го намалите тонот на ТВ приемникот од кога ќе ве превземат од режија. Секако нема да ги потрошиме во тој случај секундите кои што се 90 предвидени за едно јавување на квалитетот на тоа колку и дали добро се слушаме. Така да штом говорите само на телефонска слушалка и е намален тонот на телевизорот, се ќе оди безпрекорно. На самиот почеток и да ве насочам кон Инстаграм, се со цел да бидете дел од денешната анкета која што ја објави Црвена линија. Поточно, најнапред е подобро да не заследите веднаш на Инстаграм и она што ви треба е профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Штом не заследите, веднаш кликајте и на Инстаграм стори. А ева што ве прашува Црвена линија во текот на целиот овој ден. Дали бракот денес ја изгуби својата вредност? Како што гледате, имате можност, две опции за одговор, да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе ги сумираме и собереме резултатите во проценти и секако конкретно во денешно издание ќе бидат објавени како на Инстаграм стори, така и во рамки на ова денешно издание на Црвена линија. А сега е време да ве слушнеме вас. Подсетувам, денес во Црвена линија зборуваме за тоа дека е факт подолго живееме, но не има се помалку. И Македонија 6-та година поред бележи негативен природен прираст и се помалку бракови. Па дали демографската криза е најголемиот тивок проблем и дали ќе реагираме како држава веднаш или има решение според вас за демографската криза и каде го гледате? И сега анкетното прашање го поставуваме во живо, а тоа дали бракот денес ја изгуби својата вредност. И во очекување сме секако и за првото вклучување. Уште еднаш напоменувам, може би некој подоцна малку се вклучивте, ве молам од кога ќе го завртите бројот 02 307 005, не зборувате на интерфон, не користете спикерфон и секако намалувајте го тонот на телевизорот на 0. Добар ден. Добар ден. Еве вака, кога беше Југославија цела, се беше нормално. Значи имаше висока, средна и ниска класа. Значи се толерираше, ама сите беа задоволни. Мада и тогаш имаше некои недостатоци, но ипак некако се јадеше човекаме по-нашински. Значи, сега, по осамостојањето на Македонија, се јавија многу проблеми. Не само за демографската криза и наталитети. И тоа се е одено во бездна и се уште ќе оде во пропас. Е сега зошто се поставува прашање? Абе ергени има во секоја село во градот со лопата да ги фрлиш. Не дека се неспособни, не дека не можат, ама согледувајќи ситуацијата каква е во Македонија, како да се женат, значи, ќе се женат, денес свадба прават, во понеделника развод прават. Значи, немат време за деца, а согледувајќи и
ситуацијата која тешко се живее во Македонија, некои бегаат, некои ета така сами се прехрануваат и да не можеш крајот да му го најдеш во Македонија. Се е нешто наопако свртено, нагоре со нози, надолу со глава. Дали некогаш ќе се оправи? Голема благодарност за јавувањето и секако она што го споделивте како одговор. Вие сте и првиот со кој што ја започнуваме оваа црвена линија. А продолжуваме со вас. Ве каниме на оваа денешна дискусија во црвена линија. Вртете го бројот 02 307 005. Еве да почнеме од тука. Има ли решение за демографската криза? Добар ден. Ало. Ве слушаме, добар ден. Поштовање, госпожа Стена. Огромна почит и до вас секако. Убава, интересна тема. А и требаше поднаслово да дојде зашто дојде до демографска криза. По моје мислење. А решение тешко да се најде. Тука некој Балтазар ќе треба да среди таа криза човека. После 2001, после војната, ако со граѓаните наши не викаат ништо, вика ние човекови права. И кога стана беззаконие во Македонија, значи еве 25 години ќе се направи уште некој месец. Луѓето разочарани и затоа бегаат, затоа не се женат од страв и таа војна повлече многу други работи, немање работа, испуштање од работа, беззаконие, гледаме што се случува све во државата во сите сегменти. И затоа демографската криза. Затоа викам некој Балтазар ако се најде, да најде решение, ама и тој нема да најде решение. Дали бракот еве денеска воопшто ја изгуби и вредност? Како брак? Нема од тоа време, јас сум 66 години, други време ја беа нашите бракови што се вика од љубов, од поштовање. Сега младиве, не ми се спомна овој случај од госпожата што нека почива во мир што се фрли од со детенцето. Таа била малтретирана од тој дибекот, така го речеме. Ви молам, внимавајте на зборовите кои што ги употребувате. Благодарност за учеството, за споделеното со гледачите и една исклучително важна напомена. Црвената линија без пардон веднаш се активира доколку се употребат, се разбира, навредливи зборови, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, вулгарности и пцости. Сосема разбирливо голем дел од вас не само за оваа тема, туку и за останатите теми неретко се случува да бидете гневни, изревотирани. Разбирливо е тоа, но ве молам да се држиме до нивото, до културата и употребата на зборовите. Секако се може да се поентира, а да се изостават неубавите зборови. Сепак не следи и малолетната публика. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете ве слушаме. Повелете ве слушаме во црвена линија. Кај да почнеме? Прашањето е дали во Република Македонија има геноцид. Не геноцид, ве молам, има ли решение за демографската криза? Еве, дали браковите денес ја изгубија својата вредност? Па може да се каже дека сме под така наречен видна напад од страна на некои западњачки начини на уривање на институцијата на бракот. Вклучително и преку дроги кои им се администрираат на децата. Уште од тинеџерските и младите години. Исто така, овој претходниот што кажа, значи да, од 2001 сме под ништење на самата на самата суштина на државата. И мислам дека заради тоа имаме секако видна проблеми овде, вклучително и ова првото што го кажав. Например, овие што се частичките што се испуштаат од усие, тоа им влегуваат во мозоците на луѓето. И тоа исто така влијае на наталитетот. Ете, тоа се неколку размислувања. Кажете ми само, еве, постои ли начин како да се подобри демографската слика, односно, еве, се повеќе да се зголемува наталитетот и желбата да се гради семејство и брак? Најверојатно заврши времето. Добро, благодарам за гледачот.
нека продолжи понатаму да не следи. Сега, полека ќе ве упатам и на адресата на Facebook на Црвена линија, не случајно бидејќи тука е простор каде што можете да дадете одговор, односно да учествувате во Црвена линија. Доволно е да го заследите, повторувам, нашиот профил на Facebook Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, темата е објавена и на двата профила. И тука прашуваме дали има решение за демографската криза. Пристигнуваат првите коментари, така да на кој му е полесно преку коментар, пишувајте одговори или ако евентуално не можете да не добиете и да се вклучите во живо. Нешто подосна ќе почнеме и со читање на истите. Сега да продолжиме и да ги слушнеме останатите гледачи во живо. Добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас, во Црвена линија сте. Ја мислам да го и тврдам дека нема спас од демографската криза. Зошто? Значи, види, оваа вештачка интелигенција која се цело време поспешува, се напредува, не знам зашто толку се запиња кон неа да напредува, значи, ни влегува у мозоците, што спомна претходниот, не прашинат честички, него ова ни влегува сега што го држам врака. Преку тие интернет и фейсбуци чуда, тие делуваат на мојот, твојот и на сите мозоци. Младиве, уште од мали години се заситуваат од еден куп работи, па и страсти. Значи, желба кон женска особа или женско кон машко. Сите тие работи затоа што од мали нозе ги гледа. Уште од малечко гледа некои работи кои ја лично не сум можел да ги видам до моја 14-та година, да речеме. А сум бил радознал сум ова, ама фантазијата ми работела. А сега, да речеме, не им работи фантазија, индолентни се кон све и све им е рамно некако, без никакви или мислови да прават. Така да демографијата ќе биде поголема кризата демографска, а све додека не се исправат некои работи кои ја за мене мислам дека ја ги користам. Ама јас сум веќе истрошен. И мене ми е гаеле. Ама они треба допрва да го осознаваат животот. Ајде, поздрав. Благодарно за учеството и секако за одговорите. А ние секако ве подсетуваме што е она за што денеска зборуваме со вас. Црвена линија одлучивме денеска темата да ја посветиме на демографската криза, која што 6-та година поред е дел од Македонија. Поточно, Македонија 6-та година поред бележи негативен природен наталитет. Она што е интересно дека лани се родиле околу 16.000 деца, а починале над 20.000 лица. А додека цели рурални средини се празнат. Сега бројот на новороденчиња паднал од 44.095 во 1960 година на 16.061 новороденче во 2024 година. А стапката на фертилитет е 1,44 под нивото за природна обнова. Па постои ли решение за оваа демографска криза и дали бракот денес ја изгуби својата вредност? Како ви се чини, почитувани? Добар ден. Ало, добар ден. Да ве слушнеме, господине Љупчо. Па мислам дека не постои. Ние се поише ке тонеме. Не да не бидам сега погрешно сватен, ако ми покажете статистички податоци на помеѓу православни и муслимани, ќе видите кој води во демографските, да не кажам, во демографијата. Кај нас православните е катастрофална, дури ќе забележиме и негативни овие резултати. Ја не би рекол дека само проблемот е околу тоа бракот дали ја губи вредноста. Проблемот е тоа што и големата миграција, втората промената начинот на живот кај младите, се покасно стапување во брак, менталитетот на луѓето, да не кажам и разни економски други ситуации, сето тоа си влијае, така да ја би затоа не сум оптимист дека нешто ќе се смени. Посебно тоа што државата не покажува знаци со кои би ги мотивирала младите за порано стапуваат во брак. Туку гледате, ние сме все повеќе и повеќе запаѓаме во криза. Државата ги финансира пензионерите, да не речем, наместо да ги форсира младите.
младите разочарани си го бараат шарето, така да на друго место и од тие причини ја ова мој мислење дека ние уште повеќе ќе тонеме со демографската, да не кажем, демографска криза и уште поголема ќе биде. Уште ќе се развиват. Така, благодарно за учеството, секако и охрабрување до сите оние кои што можеби ви за прв пат ќе се вклучите, па оние 90 секунди кои што се предвидени за време трајање на едно вклучување, при тоа линијата автоматски се исклучува. Ника не ве обесхрабрува тоа, бидејќи се додека трае црвена линија, апсолутно не ве ограничуваме во однос на тоа колку пати можете да се вклучите во едно исто издание и секако да се надополните. Повторно ве подсетувам и Facebook е просторот каде што можете да дадете одговор на нашите прашања. Па ајде да слушнеме од следниот гледач или можеби веќе гледачка, дали бракот денес ја изгуби својата вредност и постои ли решение за оваа демографска криза? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Јас мислам нема демографска криза, затоа што 120 пратеника 30 години се, а наталитетот се намали на 1.600.000 луѓе моментално во државата. Ве слушаме, продолжете. И од тие причини, они ни го јадат лебот на овие 1.600.000, затоа што 120 пратеника обеќаат стално ќе ги намалат, општини има со по, не знам колку то, немат апсолутно за општина да биде, он пратеник има, така да подхитно обеќаше Мицковски, обеќаше Ковачевски, намалување на пратеници, намалување на разна администрација, ништо не бидува од ова ако не се намалат бројот на пратеници и министерства и Сакате да кажете дека намалувањето на бројот на пратеници ќе го зголеми наталитетот? Да, апсолутно. 115.000 плата он зима. Така, а дали бракот денес ја изгуби својата вредност? Па од тие причини ја изгуби, сите у политика се бутат, немат време за фамилија, на заеднички ручек да седнат и по парти, знаменосци и ти реков ми речи. Така, добро, благодарам многу за споделеното и секако за тоа што не следите и верувам ќе останете и понатаму да го догледате ова издание. Европското и македонското население исчезнуваат бидејќи има се помалку новороденчиња, а се повеќе умирање и селување и други неповолни демографски трендови. Вакво алармантно сознание одново излезе на виделина откако Евростат објави податоци за бројот на новороденчиња во европските земји, но и за Македонија, а кои се однесуваат на 2024 година. Во Европската Унија во 2024 година се родени 3,55 милиони бебиња, што е намалување од 3,3% во споредба со 2023 година, додека вкупната стапка на фертилитет за 2024 година изнесува 1,34 живородени деца по жена во Европска Унија, што е намалување во споредба од 1,38 во 2023 година. Во Македонија стапката на фертилитет во последните 10 години исто така се намалува и се движи од 1,52 во 2004 и 2014 до 1,49 во 2023 и 1,44 живородени деца по жена во 2024 година. Ваквата стапка на фертилитет е значително, подсетувам, под нивото од 2,1 живородени деца по жена потребно за природна обнова на населението, со што Европа и нашата земја веќе влегуваат во сериозни демографски предизвици. Па има ли решение за демографската криза и дали бракот денес ја изгуби својата вредност? Добар ден! Добар ден и убав ден. Најубав ден и вашата вам. екипа. Благодарам. Вака,
Па прво и прво наталитетот ни отиде. Зашто? Зато секој сака да биде на високо. А за деца мало важно. Порано како се живеело, по 6 деца, по 7 деца, дали имало за јадење, дали имало за пиење. Важно имало. А сега секој сака да биде на високо. Па за деца мало важно. И друго, во бракот ако некој се меша, татко, мајка или на мажу страната или од жената страната, тука нема љубов. Тука нема заедничка споразум, нема. Затоа што нив ги учат како на нив да им угодат. Прво на старите, а после на младите. И затоа младите се откажуваат и од деца и бракот се расипа. Толку ви благодарам на остапеното време, пријатно. Благодарам секако и вие што отстапивте време и дадовте удел преку вашето учество и одговорите во рамки на ова издание на Црвена линија. Продолжете да не следите. Ве префрлам на Facebook, почнуваме и тука со коментарите, ве подсетувам на Facebook, на профилот на Црвена линија и профилот на Телма телевизија, исто така можете да дадете одговори преку коментари. Дали има решение за демографската криза, еве што напиша Тихи Дон. Не е точно дека живееме подолго, просек е 65 до 75 години. За разлика од нашите предци кои живееле над 80 години, ние имаме само подобри услови. Технолошки, медицински, толку сме напреднати што повеќе умираат од раѓање. Денес брак се склучува само од интерес. Демографската криза е резултат на кризата во државата. Благодарност до Тихи Дон, така да ве охрабрувам секој еден кој што му е многу полесно да даде одговор, а секако верувам и дека сакате да дадете одговор на денешните наши прашања, ќе го сторите тоа и преку коментари на Facebook. Одиме сега со вклучување во живо. Добар ден. Ќе ми проштеват гледачите само една реплика, Тина. Слободно. Не сакав јас да го навредам, тој Дибек не е навред. Него ми е криво што младиве, гледајќи, слушајќи овие случаи што се случува со овој што придонесе да таа да си го земе животот со девојчето, затоа помалку ќе се решава за бракови, помалку ќе раѓа деца и еве тие кризата. Не сакав јас никога да навредам, не сум таков човек да директно да некои погрдни зборови. Во тој контекст, затоа ќе ми проштеват гледачи што пак свртев, благодарност до режијата што ме уклучи. Значи тоа е, таква е темата, а пример лош дава случајот што се случи пред 10 дена, колку беше. Во тој контекст. Благодарам што ме сослуша, благодарност до режијата. Па еве каков беше односот некогаш, еве преку вас ке дознаеме од поранишните, се извинувам, од поранишните генерации, каков пристап има кон бракот и кон нели желбата да формираат семејство, многу детно семејство и така натаму. Не може да се спореди, не може да се спореди. Ова е денешна генерација, чудна младиве, тие придобивки совети од постарите не примаат. Тие си имаат свој свет. И овие интелигентни младите, овие случаи што се случува, што го спомнав и од тој случај, придонесуваат да се плашат од брак. Ќе вика, како ќе земам јас, не дај Боже, и мене да ми се случи во животот тоа. Така, благодарно за повторното вклучување и секако за она што се дополнивте, реплициравте и така натаму. Па еве се поставува и уште едно прашање покрај она дали бракот денес се изгуби својата вредност, дали може би се повеќе и постои владае страф од влегување во брак, односно од изборот на партнерот, што е она што ќе донесе бракот или еве бегството од таква одговорност, особено кога станува збор за одгој на деца во рамки на едно семејство. Има ли решение еве и да се надмине демографската криза? Добар ден. Добар ден, Тинче. Ве слушаме во Црвена линија. Поздрав и до вас секако. Вака, Златна, да ти кажем. Кад се сака, има решение за се, за оваа демографска криза. Али толку изменено, например, општеството, од порано јас знам по мене деца, млади отидат, сине, нели мајка, татко, немаше толку овие врски по 20-30 години, па се остават, па чуда почнаа.
И ја како што има шанса да зборим со млади, вика сакам, вика еве имам и куќа и кола и се, вика, абе никоја неќе, вика, секоја тражи пари. Што ги повлекува тие пари, бе не знам. Ја само се чудим, гледам дечко да му се не нагледаш, вика која да прашам, само вика тој ми збори, имаш ли пари, имаш ли овој, ќе ме шеташ ли овамо, ќе ме шеташ ли онамо. Да ти кажем, ја за младите многу ми е криво, така си разговарам повеќе со млади, нели се, знам ги децата, мислим, еве со 45 години стаж, може да замислиш колку сам се видела у животот. И само ги тие пари и оваа политика што направи, например, со децата, толку примат некои, например, с факултети седат, а некои примат тамо што ни дожиле пари, ја баш знам кога работеше и нели знам без решение 15 години, гледам млади седат, викам што чекаш ти, да не го чекаш градоначалникот? Не, вика, јас сам примена, гледам решение си земе, ни да прашат некој, ни си, па си факултети завршуваат на работа. Тинче многу лошо стана, но дај Боже, овие се што го водат оваа држава малце да поведат реца овие млади, стварно Македонија. Благодарам многу, се разбира за учеството и одговорите во Црвена линија. Секако и вам ви посочувам да продолжите да не следите и понатаму. Добар ден. Дали се слушате? Повелете, ве слушаме. Абе, многу малку ви е минутажата. Па и веќе се јавите вака повторно и ќе добиете нови 90 секунди. Абе, ќе се јавиме, ама не можеме да се доискажеме некогаш. Сега вака. Значи, има... Ме слушате? Внимателно продолжете. Има влијание и еднополовите бракови. Значи, тоа има влијание процент. Дали тоа маж со маж или жена со жена, или жена маче зела, или со куќе, од тие такви не бива. А тие примери ги зимаат од Западот и преку овие вештачките интелигенции што се, и така е расипан народот што нема крај. Така како да го врзат. И дури и сега овие касината ги расипа, овие, значи, се гледаат младите, кои со богаташи, вамо тамо, и како ти вика, ја пошто со секаков народ сум, има секакви примери, секакви начини. Нема озбилност, нема поштовање, нема чест. Тоа е се разбркано, тука крај со крај не може да му врзиш. Значи, тука државата, да, државата е таа што треба да направи. Ама гледајќи го Западот, кој се инволвира и тука и кај нас. Благодарност за повторното вклучување. Секако ве разбираме, почитувани, но правилото е такво на Црвена линија. Времето да биде 90 секунди за едно вклучување, но додека траеме, еве и како господинот, секако сте добре дојдени повторно да се вклучите во нашата емисија. Се помалку и се постари мајки, ако е за некоја утеха, во најголемиот дел од европските земји има намалување на бројот на новороденчиња, односно има намалена стапка на фертилитет. Пред 2 години на ниво на Европската Унија најниска стапка на фертилитет во 2024 година имала Малта со 1,01, а највисока Бугарија со 1,72. Во Франција стапката била 1,61, во Словенија 1,52, во Шпанија 1,10 и во Литванија 1,11. Македонија се наоѓа во демографска рецесија која трае веќе 75 години. Ке подсетиме, во 1950 година имало 50.000 родени бебиња и тоа во многу потешки услови, а денес бројот е околу 15 до 16.000. Па има ли решение за демографската криза и дали бракот денес ја изгуби својата вредност? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Благодарам. Па има решение, само треба да се сака. Ама прво треба човекот да се цени како човек. Се додека човекот, човечкото суштество нема никаква вредност, нема да се зголеми наталитетот. А тоа доаѓа од таму што себични сме и мрзливи и не сакаме обврски. Од една страна е тоа, а од друга е општата состојба. Прво во нашава држава,
политичките притисоци, намалување на вредноста на човекот, на оној што вистински вреди со човечки вредности, а второ и на глобално ниво, читате како и во Европа. И од сите тие причини доаѓа до ова. А напротив, кај што имаме посиромашни семејства, така да се изразаме, средно ситуирани, има повеќе деца, отколку кај што има повеќе финансии и услови и големи коли, и цели згради, станови по 2, 3, по 5. Дури ја познавам луѓе што има 5 стана, сите се негови, не е оженет човекот. Значи, се има. Сега причината сепак малку и до менталитетот, се смени менталитетот на човекот во однос на тоа, на семејство. Што значи семејство? Што значи брак? Што значи почит на човекот? Јас мислам дека тоа е најголемата причина. Никој не сака да почитува никого. И кога јас и сопругот не се почитуваме, како може да имаме семејство? Така, благодарам за јавувањето и секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Инаку, почитувани намалувањето на бројот на новородинчиња најчесто и се врзува за намалувањето на бројот на население преку иселувањето, поголемата стапка на смртност на населението, отколку на раѓање, како и за се поголемата возраст на жените на која ги раѓаат тие први деца. Просечната возраст на жените при раѓањето на своето прво дете во Европската Унија во 2024 година била 29,9 години и се движела од 26,9 во Бугарија до 31,9 во Италија. Во Македонија жените во просек го раѓале првото дете на 26,6 години, а во 2004 на 25 години. Со сето тоа биле родени речиси 2 пати помалку деца во Европската Унија во 2024 година, кога имало 3,55 милиони деца, отколку пред 6 децени, а ова се наведува, ќе посетиме во анализата на Евростат. Па има ли решение за демографската криза и дали бракот се повеќе ја губи својата или веќе ја изгуби својата вредност? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, господине Живкове. Слушаме внимателно, секако во Црвена линија сте. Далечната 88 година бев во Шведска. Се запрепастив кога видов чисти свеѓани, се познава свеѓаните, меѓу нив вода црнче дете. Кога прашав моите роднини зошто е ова вака, тоа е договор по брак. Вели, ко ќе наполни 18 години да си има занимација, тоа си оди на друга страна, тие на друга страна и така да не се врзува за собствени деца. Тоа ме постиче и сега денеска, што се случува. Како и зошто? Па добро, еве да речеме девојче запослено, момчето запослено, си шетаат, си прават, ама никако не размислуваат за понатаму. За себе живеа, сакам да кажам. Може би тоа е исправно, може би така одлучиле. Од моите роднини прашувам, зошто не се обврзувате во деца, венчани ова, а не, ние се договоривме да немаме деца. Што е различно кај другата популација во Македонија? Кај ниме обратно. И по логика моја, не мора ништо да прават наталитето кај ним, уборече Љупчо, колка кај ним, коцка кај нас. Тие по сила на наталитето нивни, македонци ќе бидат. Хвала. Благодарно за јавувањето и за споделеното со гледачите. Одиме повторно на Фейсбук, пристигнуваат голем број коментари, драго ни е за тоа, продолжете со таа динамика. А на прашањето дали има решение за демографската криза, еве што напише и Весна Штериоска. Нема решение, причини и технологијата си го прави своето. Вештачката интелигенција, загаденоста на воздухот, нефункционалност на правниот систем и на државата, преголема бројка на наркозависници. Ништо не е исто. Нема повеќе љубов, почитување. Бракот за младите е измачување. Не сакаат обврски, сакаат слободен и удобен живот без обврски.
Еве можеме да слушнеме досега низа и низа одговори, кој во форма на коментар, кој преку вклучување во живо. Па има ли според се во ова и решение за демографската криза и еве дали се сложувате дека бракот, како што вели Весна, е измачување за младите? Дали бракот веќе ја изгуби својата вредност и доколку е тоа така, зошто е тоа така? Добар ден. Добар ден, Тине. Поздрав до вас. Поздрав од Кавадарци. Поздрав и до Кавадарци и секој еден кој што не следи од таму. Вака сега, има ли решение за демографската криза? Тине, има ли решение? Нема за ова демографската криза. Не ли види на ова вашата телевизија се три маски, три женски, ги брале по 2. Абе срамота е ова, се од западот кај нас дојде у Македонија. Наместо деца да раѓат наталитетот да се наголе, они кучиња и мачки водат бе. Срамота е ова, се од западот прифанаме. Никој во свитаји се нема ваа младина, ја ваква младина, јас од по-старта генерација неа ми денобе. Никакво поштовање. Кучи како грамналат, најнечисти члере, кучи и мачка, смрде за ништо. Они кучиња гледат. Повикам нете у Кавадарци да гледа учиња. Они и викам треба деца да раѓат. Они кучијите и се смејатле. Убаво каже човекот од Евгенија, само убаво кажувле. Кучији и мачки. Те требаме, деца треба да се прават. А не Македонија слабее, за нигде не сме. И економски секако, ваква држава немаме и нема до сега. Каква младина, како не. Никако во свитање се нема. Кучки и мачки завртиве, срам за имање. Срамота е вашо, што се прави, а не да ми вија. Благодарно за одговорите и учеството. А еве што напише и Тихомир Спасовски на прашањето дали има решение за демографската криза. Решението е кај државата, а држава немаме, па логично ке нема решение. Благодарност до Тихомир. Дали и вие, почитувани, го гледате решението во државата во однос на демографската криза и дали постои решение и дали бракот денес ја изгуби својата вредност, зошто младите се помалку се одлучуваат да стапат во брак, а и факт е дека низ годините наназад се поголема е и старост, односно возраста на оние жени кои што стануваат мајки. Па сега зошто е тоа така, очекуваме да слушаме од вас. Добар ден. Добар ден, ако сум јас. Секако вие сте, ве слушаме внимателно. Поздрав Тина до вас, до телевизијата и до сите гледачи на вашата телевизија. Големо благодарам. Тина, како први не постои љубов измеѓу младите. Нема сакање. Ние сакавме љубов, не гледавме дали има куќи, палати, коли или било шо. Како второ, сите млади нема време, двајца пар влегуваат дома, се фаќа за телефоно и главен му е телефоно да гледа, едниот заспива, другиот кога ќе си легни. Мене ми се чини дека тоа не е поважен му е телефон од љубовта истина. Јас така заклучувам и точно е да знаеш дека е најточно. Тие не гледа да му биде нифубо, да излеза, да се насне, да прошета. Ние до 20 години, ако не се мажевне, велеа се стара чупа е. Ова остана немажено. До 28 години ги доразбавне. И па имаме и флуци, и парафнуци, и се. Сега љубов нема. Сега има само интерес и телефоно. Најглавен е од се телефоно. Ке си го земи в кревет телефоно, та мажот му дали заспал, или обратно дали жената заспала. Ич не е битно. Што ма врска државата со кревето? Баба ми велеше подјорган, не иди кревето, си изминувам на слушателите. Фала многу и пријатно. Големо благодарам и вам и за учеството и секако за одговорите. Продолжуваме понатаму со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Еве, почитувани, во меѓувреме слушнавме многу одговори, се искажа и причини и секако ситуации кои што според гледачите велат дека неретко велат дека изоставува и почита, љубовта и секако волјата за да се превземе одговорност. Па дали и вие останатите ги гледате причините во тоа каде што бракот ја губи вредноста, а особено и појавата на демографската криза.
на што се должи сето тоа и дали има решение. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Во црвена линија сте. Добар ден. Да, добар ден. Баба Роска, вие ли сте? Јас сум сине. Ве слушаме многу внимателно, веќе сте во црвена линија. Прво бирање да се добијам. Драго ми е, ве слушаме. Да. Види се, што да кажем за оваа генерација. Ние на 18 години, јас мажот ми на 20 се земавме. И затоа ја држам да брак до 70 години, а сега сум 80 и 8 и по. Јаш година и по 90. И гајлици немам за умирање, ама јас не пијам таблети, си пијам чаеви, травчи, такви работи и се одржат до овие години. Ама сега на младите, ако ни каже тоа, они те прават глупава. Па и ве, зошто сето тоа не им е привлечно на новите генерации, особено... Па како ќе им биде привлечно, како прво предлагање креве следнува. Кај смо ние легнуле, додек не бидем у брак, верена па не легнувам со него. А сега, што е ова? Само ти предложи одно креве, дали чини или не чини, и само продолжуваат ти годините, па на 40 години, на 50 не се брак ствара, брак се ствара од 18 до... Благодарам за одговорите и уште еден само коментар на Драган Угриновски. Вели решение има. Државата нека ги погледне позитивните примери од другите земји и нека ги применува. Например, Унгарија, инаку младите не сакаат да имаат деца под изговор, дека децата ако им побарат нешто, пример чоколада, да не можат да им купат, ќе се изедат. Правилно размислуваат, сакаат да имаат екзистенција. Државата нека се позанимава со тоа. Почитувани, време е за реклами. Да погледаме како одговорија на денешната анкета на Црвена линија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не и учествувајте во утрешнината. На прашањето дали бракот денес ја изгуби својата вредност, со да одговорија 75%, со не 25%. Почитувани, информирајте се на tilma.com.mk. Ви се заблагодарувам во името нашата редакција за ова денешно издание на Црвена линија. Секако утре во стандардниот наш термин ќе се видиме и секако повторно ќе зборуваме со вас на некоја нова тема. Довидување.